Многу очекувања на подобрено функционирање на општините со профункционирањето на ресурсниот центар. И токму за тоа како ќе функционира ресурсниот центар и што се ќе имаат бенефит и општините, но и граѓаните, ќе дознаеме од првиот човек на Министерството за локална самоуправа. Велам добар ден и добре дојде за Златко Перински, министер за локална самоуправа. Добар ден, добре дојдовте. Добар ден и благодарам на можноста. На почетокот, од каде идејата за создавање на ваков ресурсен центар? Па генерално идејата за ресурсниот центар настана од една генеза на настани. Практично сите оние, да кажам, предизвици кои што градоначалниците во изминатото ги имаат детерминирано и како практично на нивно барање се создаде една ваква идеја. Одблизу имавме ние прилика во изминатите 15-16 месеци да отворено поразговараме и со градоначалниците и со општинската администрација. Генерално, како една од најакутните состојби во нивното секојдневно функционирање, беше можеби недостатокот на одреден човечки потенцијал во рамки на своите вработени и едноставно некои од изворните надлежности кои што се опишани во Законот за локална самоуправа, за кои што градоначалниците се одговорни, можеби не можеа во целост да ги спроведуваат токму заради ова, ајде да ја кажеме, аномалија потенцијално. Затоа седнавме во рамките на Министерството, заедно со експертската јавност и го креиравме овој проект кој што го нарековме Ресурсен центар за помош и поддршка на локалните самоуправи. Идејата е да овој центар биде единствената контакт точка во која што ќе се судираат потребите и предизвиците на градоначалниците и општинската администрација со решенијата кои што ќе ги добиваме од експертската јавност и сите оние познавачи со локалните изворни надлежности, се со цел да нештата кои што ќе се случуваат на локално ниво имаат одреден след, практично да се надополнуваат. Сега не зборам овде само во делот на експертизата, овде зборам и во делот на канализирање на донаторската помош, во делот на креирање на нови проекти, во делот на меѓуопштинската соработка, во делот на детална проценка на, како што ние ја нарековме, needs assessment на потребите на локалните самоуправи, така да навистина сметам дека е многу соодветно позициониран овој проект и јас сум убеден дека ќе биде од голема полза за општините и за градоначалниците. Објавивте токму заради ова, објавивте и јавен повик за ангажирање на експерти што ќе бидат дел од новата база на ресурсниот центар за поддршка на развој на општините. Рокот за аплицирање е до 15 декември. Кој се може да аплицира на овој повик? Така е, една од активностите која што веќе ја реализира овој проект наречен Ресурсен центар е и објавениот јавен повик за пројавување на интерес за аплицирање на сите оние експерти кои што имаат познавања во делот на изворните надлежности или во делот на главните обврски кои што општините преку градоначалниците треба да ги испорачуваат и сервисираат врз основа на потребите на граѓаните. Секој оној кој што има било какво познавање во делот на овие изворни надлежности, а истите се опишани во Законот за локална самоуправа, може да по електронски пат на сајтот на Министерството да аплицира. Софтвер ја разгледува автоматски неговата апликација и доколку е соодветна, влегува веќе во втора фаза на евалуација која што ќе биде правена од соодветна комисија која што ќе биде формирана во рамки на Министерството за локална самоуправа. Идејата е да се создаде една база на експерти која што на дневна основа ќе им биде ставена на располагање на градоначалниците согласно нивните потреби. Ова вака некако може би звучи имагинарно, но во суштина доколку некоја општина има потреба од некаков експерт за да реализира соодветна активност во рамки на нејзините ингеренции, може по пат на дигитална алатка да се обрати до нас, да побара соодветно познавање, соодветна експертиза, ние согласно наши интерни критериуми да одредиме кој профил од овие личности кои што се влезени во базенот од експерти е најсоодветен и најсоодветно одговара согласно потребата на општината и физички да го испорачаме да се помогне во извршувањето на одредената активност во рамки на локалната самоуправа. Значи не е ова само нешто имагинарно да се даде знаење по телефон и така натака. Значи ова е буквално извршување на услугата во целост. Она што исто така е многу битно е дека
внимававме покрај генералиите во рамки на јавниот повик, внимававме и за фоллоуап на активноста, тоа е за следење и проценка на импактот кој што тој експерт би го дал или на кој начин помогнал во рамки на општината, така да одблизу го мониторираме и ние процесот и навистина многу соодветно се издефинирани сите оние критериуми и правци, да речеме, по кои што треба да ги следат како упатства оние потенцијални експерти кои што во иднина би се нашле во оваа база на експерти. Да речеме, да упростиме за гледачите, да речеме доколку има потреба општината од експертско мислење од страна на урбанизмот или од страна на екологија или од страна, не знам, на сообраќај. Има милиони такви примери. Апсолутно, да. Предпоставувам дека тоа би биле експерти од такви области кои што би им помагале на градоначалниците. Сите изворни надлежности кои што се опишани во Законот за локална самоуправа во моментот се 13 на број. Ние малку и проширивме уште една-две групи додадовме заради тоа што сметавме дека на тој начин можеби малце повеќе ќе расшириме лепезата и ќе дадеме можност на повеќе луѓе да влезат во рамки на овој базен од експерти. Сите оние изворни надлежности ќе се испорачуваат со знаење од оние практичари и оние професори, практично оние луѓе кои што во минатото имале контакт со извршување на такви активности. Да речеме, мислам, можеби е и срамно да се спомене, но соодветно е да се сподели во јавноста, ние се уште имаме локална самоуправа која што нема вработено правник. Една е за среќа, меѓутоа истата таа која што нема вработено правник, ги има истите законски ингеренции, овластувања и обврски со оние најголемите локални самоуправи во рамки на Република Македонија, така да тука мораме да одговориме. Само сакав да како потпрашање, веројатно е тоа некој од малите локални самоуправи која што нема правник кој што функционира на незината територија? Тоа е така. Нема правник кој што е вработен во локалната, кој што нема правник вработен во рамки на општината. Тоа е така, се работи за мала и рурална општина, но тоа нас не екстрахира од одговорноста да и малата, без разлика што е мала и рурална општина, истите услуги како што ги испорачуваат големите и урбани општини, истата таа општина треба да најдеме начин и механизам како да ги испорачува услугите кон своите граѓани. Тоа беше една стартна позиција за формирање на овој ростер или базен од експерти. Секако тоа е, дека сме на добар пат, е потврдено и во последниот извештај на Европската комисија, каде што е практично презентиран одреден напредок во рамки на локалниот и регионалниот развој во Македонија, споредбено со минатиот извештај, и тука се нотира дека државата во иднина треба да работи на до обезбедување или до обучување на соодветен кадар и во делот на искористување на ЕУ фондови, но и во делот на одговор практично или извршување на изворните надлежности на градоначалниците, така да тука тоа ни е уште еден показател дека навистина правиме добра работа. За тоа дека сме слаби во искористувањето на ЕУ фондовите, тоа ни е јасно како бел ден, затоа што не успеваме некако, барем последниве години наназад, да ги искористиме сите можности кои што ни ги нудат тие ЕУ фондови, но има уште нешто што мене, да речеме, ми се виде вака кога разгледував околу работата на ресурсниот центар, ми се виде интересно. Велите вака: од 2026 година на локалните самоуправи ќе им бидат ставени на располагање ажурирани бази на даночни обврзници, преку кои ќе бидат посоодветно колектирани изворите на финансирање. Досега општините губат од 100 до 120 милиони евра годишно поради неажурирани бази и слаба наплата на сопствени приходи. Ова се големи бројки. Еве вака, сега ќе ми дозволите малце да бидам можеби поекстензивен, но многу е битно да се спомене. Основната разлика помеѓу оваа влада и минатите влади е што ние не генерираме адхок решенија. Значи, ние сакаме да влеземе и системски да менуваме. Што значи тоа? При транзицијата на власта, кога влеговме во институциите, свативме дека општините имаат многу зрели проекти, кои што се насочени во рамки на подобрување на основна инфраструктура, значи во насока на подобрување на квалитет на своите граѓани, но немаат средства. Затоа
дизајниравме интервентна мерка која што финансиски требаше да ги стимулира општините за да можат тие проекти на нивно барање, на сопствено барање да ги реализираат. Тоа е едната подадена рака, да речеме, од страна на централната власт кон локалните власти. Во меѓувреме, ја анализиравме целокупната состојба и на локално и на регионално ниво. И свативме дека во делот на експертиза треба да се создаде овој ресурсен центар во насока на подобрување и давање на знаења во делот на изворните надлежности. Увидовме дека донаторските средства кои што се влеваат во државата, а се во милионски суми, немаат след на нешто. Што значи тоа? Тоа значи дека еден донатор преку одредена имплементаторска агенција на име на дигитализација, сега како пример го споменувам ова, дава одредена сума на пари. Друг донатор преку друга имплементаторска агенција на име на дигитализација повторно имплементира некакви средства, а овие два проекти не комуницираат. Што значи дека средства се слеваат, но исходот е или минимален или го нема заради тоа што нема комуникација помеѓу проектите кои што се реализираат. Тука ќе биде ресурсниот центар во иднина како контакт точка, како след на нешта која што ќе ги насочува и овие средства за да знаеме дека ќе го постигнеме максималниот ефект на крајот на годината. Кога свативме, практично кога ја скениравме целата ситуација, бидејќи вие не можете од првиот ден да согледате со што ќе се соочите, ние видовме дека одредени општини несоодветно ги колектираат сопствените извори на финансирање. Сега, тргнувајќи од фактот дека интервентната мерка не случајно е наречена интервентна мерка и треба да се случи еднаш или два пати, максимум 3 пати, меѓутоа треба да се најде едно одржливо и системско решение кое што во иднина би требало тоа да го субституира. Решивме од 26-та година да почнеме со анализа на потребите на локалните самоуправи во делот на какви предизвици они имаат при колектирање на сопствените извори на финансирање. Зашто го велам ово дел? Мораме да почнеме со анализа, заради тоа што согласно процесот на децентрализација, централната власт нема механизам како да се меша во колектирањето на сопствените извори на финансирање. Согласно тој процес на децентрализација, општините се тие кои што се одговорни во реализација на оваа активност. Ние ќе ја направиме таа анализа. Јас сум убеден дека сите општини кои што се уште ги немаат ажурирано на базите на даночни обврзници, ќе изразат потреба, ќе изразат желба да се приклучат на овој проект кој што практично ќе се реализира преку централната власт и дека ќе влезат во негова реализација во насока на ажурирање на базите на даночни обврзници за да се зголеми инкамот или буџетот на самите локални самоуправи. Ова е процес кој што ќе трае. Ние не можеме да го решиме за една година. Најверојатно ќе го поделиме во рамки на 3 години. 26-та некаде првата половина би завршиле со оваа анализа. Веднаш потоа би влегле во реализација. Очекувањата се целиот процес да го заокружиме до 28 година. Но што е многу битно? Битно е дека од кога базите на даночни обврзници, од кога сите оние целата онаа помош во насока на подобрување на собирањето на сопствените извори на финансирање ќе им се даде на општините, општините ќе превземат обврска потоа на дневна основа истите да ги ажурираат и одржуваат. Сите оние кои што нема да сакаат да бидат или нема да бидат заинтересирани во делот на учество на овој проект, да речеме, во иднина, бидејќи ние повторно ќе кажам како влада не можеме да наложиме согласно процесот на децентрализација, во иднина би требало да биде предизвик за нив во делот на одвојување на буџетски средства од страна на централниот буџет. Зашто? Заради тоа што многу е несоодветно од една страна да несоодветно постапувате со она што можете да го колектирате за да го имплементирате преку проект, а од друга страна да барате средства постојано и да велите дека ви се недоволни за да ги реализирате своите извори надлежности. Така да, повторно ќе кажам, и се извинувам, можеби бев малку долг, Не. Во неколку наврати ја согледавме ситуацијата и генерираме системски решенија кои што ќе дадат еден степен на одржливост низ годините кои што ќе следат, за да знаеме дека и локалните самоуправи ќе бидат задоволни, дека ќе имаат повеќе средства во своите буџети кои што ќе можат да ги имплементираат во рамки на реализација на проекти, дека ќе имаат експертска помош и поддршка за тоа и секако да ги дореализираат оние проекти кои што ги добија преку првиот и вториот јавен повик.
Министре, едно нешто, мене како лаик не ми е јасно. Како може да си дозволат општинарите, градоначалниците да немаат ажурирани бази на даночни обврзници, кога од нив црпат средства за функционирање на општината? Одма ќе ви кажам како. Заради тоа што минатата власт во 2 наврати даде средства од централниот буџет за покривање на загуби, со што директно стимулираше неработење. Ние тоа не го правиме. Вие кога давате на некој средства за да покрие загуба, тоа значи дека извесно е за 2 до 3 години повторно истата општина ќе го направи тој долг и најверојатно ќе очекува повторно средства од страна на владата. Што е тука системски и долгорочно? Ништо. Со таков начин на работа се стимулира неработење. И еве, ако сакате, можеме и да анализираме детално општина по општина. Истите оние општини кои што ги субституираа своите загуби со помош на минатата влада, истите општини се најзадолжени сега во моментот. Така. Ќе придонесе ли овој ресурсен центар кој што почна да функционира за порамномерен регионален развој, за подобри јавни услуги, за посилна локална демократија? Апсолутно да, тоа е една од основните цели на овој ресурсен центар. Овој ресурсен центар не е замислен да биде проект на Министерството за локална самоуправа само за да се декларира дека ние нешто работиме. Овој ресурсен центар соодветствува согласно потребите на општините во делот на рамномерниот регионален развој. Ке стимулира исто така и меѓуопштинска соработка. Многу суштинска тема. Тоа е една можност опишана во сосема посебен закон, која што за жал многу слабо ја користат општините. Кога збориме за рамномерност, ние мораме да сватиме дека имаме огромна дискрепанца помеѓу големи и мали. Може би е несоодветна да биде генерирана големи и мали, може би треба да ја свртиме кон развиени и неразвиени, бидејќи тоа е практичноста. Треба да видиме тие што не се развиени, зашто не се развиени, што можеме да направиме за да станат развиени и така натака. Тука ние стимулацијата на меѓуопштинската соработка ја гледаме во делот на помош и поддршка од страна на експерти преку ресурсниот центар. И со тоа на некој начин индиректно ќе влијаеме и кон подобар и зголемен рамномерен регионален развој. Партнери во овој проект ви се Швајцарската амбасада и UNDP. Ќе обезбедите ли реформите да не бидат привремени решенија, туку трајни трансформации што ги зајакнуваат институциите? Тоа е суштината, затоа велам оваа влада за разлика од сите поранешни работи системски и работи и генерира одржливи решенија. Она што е на моје огромно задоволство и сакам да изразам огромна благодарност е до Швајцарската амбасада во рамки на Република Македонија, која што ја виде полезноста на овој проект. Инаку Швајцарската амбасада е еден огромен пријател на локалниот и регионалниот развој во Република Македонија во изминативе децении. Практично и они ги имаат согледано сите оние недостатоци и недоследности во делот на имплементација на проектите и затоа го поддржаа и овој проект. Добро споменавте, во моментот ресурсниот центар ни е на проектна основа, а во планот ни е од 26-та година веќе да биде институционализиран во рамки на Министерството за локална самоуправа, со што ќе му се гарантира одржливост. Она што е многу важно е дека преку ресурсниот центар една од обврските што си ја земавте е издавање на брошури за помагање на граѓаните и на општините да функционираат. Го промовиравте прирачникот како прва работа што ја направивте, тоа беше пред некој ден, патоказ за ефикасно локално управување. Тој изработен како една од првите продукти на овој ресурсен центар. Точно. Имајќи во предвид дека градоначалниците од првиот ден на седнување на градоначалничкото столче треба да почитуваат или да имаат одредени познавања во повеќе од 65 закони. Сега замислете некој кој што е избран од граѓаните, кој што првпат се соочува или првпат е во контакт со јавна администрација, нели нормално со локална самоуправа и така натака, каков стрес е, каква обврска е за сето тоа да го увиди, практично кога ќе дојдете првиот ден вие во транзиција на власт е многу специфично да знаете што треба да видите од пресеци, бидејќи навистина е широк диапазонот на обврски. Ние во овој прирачник за ефикасно локално управување многу практично ги опишавме сите работи кои што новоизбраниот градоначалник треба да ги изврши од првиот до 10-тиот ден. Во смисла на
финансиски пресеци на јавни набавки, реализирани проекти, нереализирани проекти, доспеани, недоспеани обврски. Многу практично е опишано и е направено од експерти кои што имаат огромно искуство во оваа дејност. Потоа велиме имате дел на активности, сет на активности кои што треба да ги реализирате од 30-тиот до 100-тиот ден. Значи во тој диапазон на денови вие треба да го направите тоа и тоа опишано и со концизни примери и со мерки и активности како тоа треба да изгледа. И потоа веќе од 101-виот ден веќе вие имате скенирано целата состојба во рамките на својата општина и можете да влезете во имплементација на вашата програма која што сте ја ветиле пред граѓаните. Оваа брошура, верувајте ми, наистина брзавме да ја направиме за да им помогнеме на новоизбраните градоначалници, бидејќи локалните избори што току завршија. И во многу им помогна и мене ми е многу драго што навистина голем дел од нив лично се јавија и навистина кажаа дека им користела во делот на транзиција на власт. Добро што некој се сетил да им помогне на луѓето што прв пат седнуваат на таква функција, не имале можност да се досега да се сретнат со такво нешто, барем како ветер во грбот за полесно да се снајдат во првите 100 дена. Точно. Ако ми дозволите, уште една минута ќе земам време. Покрај оваа брошура направивме заедно со Државниот завод за ревизија и уште една брошура која што треба да им биде пак патокас на градоначалниците за надминување на сите оние недоследности кои што биле детерминирани или детектирани во рамки на извршените ревизии од страна на Државниот завод за ревизија, како истите да ги надминат, за да имаат пофункционална средина во рамки на функционирањето на сопствените општински администрации. И уште една, која што е многу поопширна, мислам дека е околу 350 страни. Во таа брошура или книга, не знам како да ја кажам, се опишани сите членови од сите закони кои што ги тангираат градоначалниците во делот на нивното секојдневно работење. Нема жив човек на светот што може да ги знае сите закони, но направена е толку практично да согласно потреба отвара на одреден закон и само членот кој што е засега локалната самоуправа е тамо. Значи нема потреба да листа 65-67 закони поединечно, сите се тамо предвидени, објаснети, буквално се она што им треба на градоначалниците во делот на легислатива е тамо. Затоа и е малце поопширна и затоа оваа брошура ќе се ревидира, постојано ќе се ревидира, бидејќи нели законите не се за секогаш тие такви какви што се подлежни на промени. Сте им дале многу домашна задача на градоначалниците? Ние мислам дека им помогнавме во делот на решавање на нивната домашна задача, инаку навистина работата градоначалник е многу обемна, многу сериозна и многу тешка и сакавме да го дадеме нашиот придонес во делот на некој начин да им олесниме во почетоците, нели, нормално понатака секој со својот интегритет и посветеност ќе си реализира својата активност. И паралелно со се ова, вие не престанувате со карванот каде што срцето е дома. И самиот велите дека овие средби со градоначалниците, со советниците, ви даваат една јасна слика за потребите на општините. Да, навистина многу сум среќен што имавме прилика да започнеме еден таков караван, затоа што ние не сме политичари кои што генерираат решенија затворени во канцеларии и многу е соодветно јас како министар за локална самоуправа, кој што е задолжен за локалниот и регионалниот развој, да е на дневна основа помеѓу градоначалниците и општинската администрација, за да може одблиску да ги види со какви проблеми и предизвици на дневна основа истите се соочуваат. Многу голем придонес и многу голем бенефит за нас како ресор ни даде овие средби, затоа што голем дел од работите кои што ги ефектуираме во моментот преку ресурсниот центар дојдоа на предлог на токму на тие средби. Ние нема да застанеме тука, постојано ќе бидеме заедно со нив, затоа што на крај на денот наша обврска, моја лична обврска и на моите почитувани колеги во рамки на Министерството за локална самоуправа да наоѓаме модалитети како да им ја олесниме работата на градоначалниците, а со тоа секако да ја подобриме и услугата која што истите испорачуваат кон граѓаните. Без задоволни и срекни граѓани ние не можеме да кажеме дека сме постигнале ништо.
Министре, ви благодарам што одвоивте денес време и бевте дел од нашата емисија. Се надевам дека и на граѓаните им стана појасно што всушност значи отворањето на ресурсниот центар во Министерството за локална самоуправа. Ви благодарам и на вас за можноста.